Ова е Республика видео подкаст. Говориме за обновливите извори на енергија и колку тие може да влијаат врз намалувањето на загадувањето. Европската унија се стреми кон потполна замена на фосилните горива со обновливи извори на енергија. Каде е Македонија во таа приказна, повеќе ќе слушнеме од нашите гости. Сонја Ристевска од невладината аналитика и професорот Константин Димитров и лидер на Центарот за енергетска ефикасност. Да. Ристевска, и оваа година очигледно дека повторно ни се наметнува како актуелно прашањето околу загадувањето. Ако тргнеме од претпоставката дека грејењето на домаќинството е една од најголемите причинители, се наметнува прашањето зошто не ги користиме овие обновливи извори на енергија, особено сонцето. Македонија е земја со голем број на сончеви денови, мислам околу 250. Во Македонија сонцето за жал не се користи доволно. Дури ако споредиме процентуално на ниво на земја во споредбано со не знам колку Данска или колку Германија, значи земји кои што имаат процентуално многу помалку сончеви денови, оние искористуваат многу повеќе сончевата енергија, таа малку што имаат во споредба со нас, за жал. Македонија има капацитети. Ние периодов доста активно предлагаме и лобираме да со новиот закон за енергетика кој што е во подготовка да влезе и можноста и домаќинствата да предаваат струја во системот и за тоа да имаат некаква корист назад. Кај нас законски оневозможено домаќинствата да учествуваат во процесот на производство на електрична енергија. Можете за сопствена потреба, значи само за сопственото домаќинство, меѓутоа бидејќи производството на електрична енергија од сонце е доста, да кажеме, непостојано, значи сега имате преку ден кога има сонце, меѓутоа ако вие не сте дома преку ден, таа струја или се губи. А немате можност сега за сега да ја предавате во системот, со тоа да помагате производството на струја во Република Македонија или во областа каде што живеете sejedno, и за тоа да имате некаква корист подоцна, дали тоа би биле вратени киловат-часови во зима кога зимате струја назад од системот. И има модалитети во различни земји во светот, различни модалитети се користат, меѓутоа во веќе на големо се возможува и домаќинствата да се вклучуваат во самото производство, сиде кон така наречено комунално или децентрализирано производство на електрична енергија или децентрализиран енергетски систем, бидејќи времето на оние огромни централи, без разлика дали се термонуклеарни или големи хидроцентрали, полеку одминува, затоа што ресурсите на земјата мора да се заштитат. И од тука сиде кон децентрализирано производство, каде што се вклучуваат сите буквално корисници на електрична енергија. Па се гледа да се вклучат и домаќинствата, и електричните автомобили, местните заедници, општините. Професор Димитров, слушнавме дека сонцето може да биде, и тоа каков, нели, обновлив извор на енергија кој што може да го користи оваа наша држава. Меѓутоа, можеме ли да зборуваме и за други видови на обновливи извори на енергија? Јас би рекол, во Македонија имаме 3 основни столба кои што ќе помогнат да се намали загадувањето и да се обезбедат комфортни услови за живење. Едното е да се смали потрошувачката на енергија, бидејќи со смалување на потрошувачка на енергија помалку се загадува. Секој килограм согорено фосилно гориво загадува. И дрвото, кое што го рачунаме како обновлив извор на енергија, кој што се рачуна, произведува загадување, дури и канцерогени материи. Вториот столб е обновливите извори на енергија, кај што сонцето е на ниво на Македонија со најголем технички потенцијал. И другите, ветерот и хидроенергијата се тука, но со хидроенергија сме лимитирани, а со користење на ветерот веројатно може да се направи исчекор, доколку технолошки за неколку години што очекуваме да имаме производство на мали ветерници, индивидуални, куќни, како што можеме сончеви колектори и ветерници, кои што се со 1-2 киловати инсталиран капацитет, и да можат, кога имаме ветерче, да вртат, и тоа при мали брзини на ветер, значи со посебни лежишта. И на крај, третиот столб за Македонија, особено за град Скопје, се гасификацијата и топлификацијските системи. Студијата што ја работевме за топлификацијските системи и централна подготовка на санитарна топла вода предвидува сончеви колектори
централно да се произведува санитарна топла вода. Професор Димитров, дали има можеби проценки колку би се намалило загадувањето кај нас доколку се користат обновливите извори на енергија, секако во полн капацитет? Со студијата што ја работевме минатата година и оваа година завршивме дел, покажува дека со мерките за енергетска ефикасност, заеднички со вградување и искористување на потенцијалот за обновливи извори на енергија, кои што се предвидени во стратегиските документи, ние би можеле до 35 година комплетно да смалиме загадување, кое што е еднакво на загадувањето на рек Битол. Ја ги имам тие бројки, ако баш се од интерес за слушателите. Добре, Тоа негде околу 6 милиони тони јаглен двооксид секоја година, 85.000 тони сулфур двооксид и над 15.600 тони прашина. Ова е знатно голема количина. Како всушност користењето на обновливите извори на енергија влие врз намалувањето на загадувањето? Добро, тоа е релативно едноставно ако земеме дека ние, како примерот за домакинството, користиме електрична енергија во нашите бојлерчиња. И вие ќе потрошите 1 киловат електрична енергија за да добиете 1 киловат топлинска енергија. Тој 1 киловат електрична енергија се произведува 80% во Македонија од термоцентрали, само 15 до 20% во хидроцентрали. За да се произведе тој 1 киловат електрична енергија во термоцентрала, трошите 3 киловати енергија во јаглен. А тие 3 киловати енергија во јаглен ја загадуваат околината. Еве ви од денешка како се зага. А ако вие наместо тој систем за грејење со електрична енергија од термоцентрала поставите сончев колектор, термички го викаме за топла вода, одеднашка оние 3 киловата производство во термоцентрала сте ги елиминирале, намалувате загадување. Ристевска, со зачленување во енергетската заедница и превземање на сите обврски од Киото протоколот, Македонија си зема исто така обврска да работи на тие обновливи извори, односно што повеќе да ги користи. Европската Унија дури има точни временски периоди во кои што предвидува до која година, до која деценија потполно ќе ги заменат фосилните горива. Каде е Македонија тука? Имаме ли ние некоја временска рамка? Па ние ги следиме чекорот не бидејќи сакаме да станеме земја членка на ЕУ. За жал не сме многу амбициозни во таа работа, морам да признам. И она што е како стратегија генерално е ослонување на фосилните горива, особено на термоцентралите, иако квалитетот на лигнитот кој што го имаме е многу нисок. Така да и она што го представуваме како обновлив извор на енергија се големи хидроцентрали кои што се исфрлени од обновливи извори на енергија на светско ниво, баш поради климатските промени, како тие влијаат на поготово на водните ресурси. Не е дека не е добро да ги имаме, далеко од тоа, меѓутоа дека повеќе фокусот се става на искористување на сончевата енергија, на ветерната, особено нели таму каде што има можност огромна за ветерна енергија, не знам, Северно море и така натаму. Ние немаме огромни капацитети за искористување на ветерната, меѓутоа и тие што ги имаме и тие се исто така подискористени. За сонцето веќе зборавме дека исто капацитетите се многу малку искористени. Ви исто така ако ги погледнете на пример и податоците од енергетските биланси на Република Македонија последните години, ќе видите дека и толку малку сонце што искористуваме, тоа од година во година расте. Значи производството на мегават часови, додека, например, производството од термоцентралите опаѓа. Така да тоа е еден индикатор веќе за, да кажеме, новите власти, дека мора што поинтензивно да се инвестира во обновливите извори на енергија и да се овозможи, значи, не само да се привлекуваат странски инвеститори, туку да се види што е кои се можностите натре во државата тоа да се развие без никои поголеми вложувања. Повторно ќе го кажам, моментот со домакинствата, тоа, да кажеме, тие субвенции за двонасочни броила или субвенции за ПВ, фотоволтаици кои што се поставуваат, се да кажеме на државно ниво би чинеле многу помалку за државата, отколку не знам да се вложи 150 милиони евра само за модернизација на основа, а потоа и уште и да дава државата пари за увоз на јаглен, бидејќи ние немаме јаглен. Колку всушност може државата да помогне да субвенционира одредени трошоци? Дури можеби дали и некои плани можеби би се вклучиле. Еван, постои ли таква можност? Секогаш постои можност, зависи од волја и од приоритети.
Според моето лично чувство, мислам дека ова во даден момент не е приоритет на државата. А дали досега имаше такви субвенции Ристеска? Имаше фидинг тарифи, тоа се значи за компании и производители од сончева енергија, имаше одредени или надоместоци за производство за произведената електрична енергија од сонце, меѓутоа тие се исполнети веќе некое време, не можат други компании што сега би сакале да влезат на пазарот да ги користат. Како и да е, фидинг тарифите како поттик за користење на обновливи извори енергија веќе се напуштаат во Европа поради разни други проблеми и гледат да се најдат, да речеме, по-компетитивни начини како да се придобијат компании во овој сектор. Така да постат различни алтернативи, не дека ние сега треба да измислуваме топла вода, тоа е веќе измислено на големо во ЕУ, само треба да се види што функционирало, што не функционирало. И тоа да се секако примени. Постојано зборуваме значи на национални ниво, на ниво на држава. Меѓутоа имаше порано акциски планови кои што ги опфаќа општините, значи да се поиде од основата што се вели. Самата анализа покажа дека всушност единствено што дојдовме до некаква изолација во одредени објекти за обновливи извори воопшто не стана збор. Зборуваме сега за општинско ниво. Па добро, они најлесно е да знаете како кога и они прават одредени проекти од област на енергетската ефикасност, секако е наједноставно вие да или реновирате јавните згради така натаму или пак например како случајот со Струмици Стокоманово сега читав да ги приклучите на газ. И малку е покомплицирано, или пак ќе го кажам моментот со обновливите, затоа што треба да се формира компанија сега со сегашната законска рамка за да вие тие фотоволтаици што ги поставите на кров, да може, нели, освен што ќе користите за сопствени потреби како не знам местно зелените училиште или така натаму, да давате и во системот. Сега тоа можеби некои го прават, некои не. Комплицирано им е се уште, тие бирократски процедури. Ние кога разговаравме со експерти од Словенија кои што ја вовеле мерката за мали комерцијални корисници за домаќинства да можат да дават струја во системот, првото што ни го кажа беше олеснете ја бирократската процедура, бидејќи повеќето од овие што користат такви мали системи не се луѓе или не се некои што имаат толку големи познавања од темата како некои нели големи компании кои што доаѓаат на пазарот и кои што произведуваат од сонце, така да треба да се има разбирање од страна на државата дека поттикнувањето иде и со тоа да им се олесни процедурата на тие што сакаат да вградат такви системи од страна на самите институции. Имаме нова градска власт секаде. Кои би биле трите приоритетни мерки за да се намали загадувањето? Приоритетни, зависи од тоа нели колку време треба да се направат. Прва приоритетна мерка би била дефинитивно субвенции за начини на грење кои што не загадуваат, како топлинските пумпи, например. Втора приоритетна мерка би било дефинитивно промена на сообраќајниот режим во градот Скопје, поготово во градското централно подрачје. И трета мерка би било дефинитивно забрана за градежни активности кога е загадувањето кога надминува одредена граница, бидејќи тоа исто така прашината од градежните активности многу допринесува во загадувањето. Како прво да купат автобуси на електричен погон, со што ќе се намали загадувањето, наместо трамваи или тролейбуси, е многу ефикасно решение кое што се применува во повеќе држави. Второ, законската одредница да важи веднашка да влезе со можност приватните домаќинства да вградуваат сончеви колектори за производство на електрична енергија. Овие две мерки, иако може, субвенции или потенцијално да се прошири топлификацијскиот систем и до оние објекти кои што не се приклучени. Благодарам. Благодарам. Благодарам и на вас.